Ше една епизода. Предпоставам дека и други сте гледале. А ако ви оваа прва, имате уште 9 други. Изгледате ги сите. Јас сум Жаре, тука е Сара и ова е Витка Смк. Знаете што имаме денес? Денес ќе зборуваме за една многу интересна тема, тоа е фундаментални права. Така, тука со нас е Блажен Малевски, кој што е истражувач и активист. Така? Важен. Здраво. Здраво. Фундаментални права. Значи тоа се права без кои што не може. Фундамент се. Основни. Најосновни. Поосновни не може. Како стоиме ние со најосновните права ко Македонија? Па некои би рекле не толку сјајно, некои би рекле можеме и подобро, некои би рекле дека сме на прав пат. Ама никој не би рекол топ. Да, пошто веројатно не стоиме топ. Има некои напредоци во однос на правата кои што се фундаментални, без кои што не можеме да имаме демократско општество. Но се уште има многу работа пред нас во однос на поправање на некои недостатоци кои што системот ги има и кои што не ги почитува оние права. Да. И работиме на случајот. Работиме на случајот. А сега колку работиме на случајот според тебе еволутивно од што сме се отракале малце, знаеш, а колку работиме од што мораме бидејќи нели сме почнале преговори, сме влегле НАТО, и колку е тоа наложено паради тоа, мислиш дека го правиме или колку е онака? Или се менува свеста на граѓаните сериозно, да речеме. Па мислам дека и двете работи одат кон истата цела, тоа да имаме поеднакво општество, подобро општество кое што ги почитува правата на граѓаните. Сега дали тоа е наложено или не, како да кажам, ако се стремиме да бидеме поеднакви, тогаш да, и тоа е некакво наложување дека ние сакаме да се подобриме како општество и како граѓани, како политички систем во целина. Така што и двете работи влијаат, ама мислам дека, или барем јас лично се надевам дека навистина сакаме да се промениме на подобро, за сите да ги уживаме истите права, да бидеме еднакви во нашето општество, бидејќи без тоа ќе имаме многу големи проблеми самите со себе, не за други работи. А што мислиш дека дали нашите идентитетски права се поголем проблем или социоекономските, или едни со други се мерат или на едни треба да им дадеме предност, на други не? Како, од кај би тргнале, да речеме сега? Па би тргнале на пример со независно судство. Така. Да тргнеме од таа точка дека граѓаните заслужуваат и имаат право да добијат случаеви кои што очигледно се прекршување на нивните права. Но тие во однос на фундаменталните права тие работи одат заедно. И економските и идентитетските прашања, бидејќи едното без другото не може. Ако ги тргнеме само на страна идентитетските прашања и работиме само на тоа, нема да знаеме што се случува во економскиот дел. Дали одредени социјални групи или етнички групи се во понезавидна ситуација, имаат помал пристап до правда, до економска заработка, до пристојна живеачка. А од друга страна, ако се концентрираме само на економскиот дел, ќе изгубиме сенс за она што е важно кај граѓаните, а тоа они како се чувствуваат, дали како македонци, како албанци, како роми или слично. Или старосни групи, или што и да е, значи буквално све. Да, а сега знаеш кога кажуваш ова со судството, како некоја си ја и така да ја речеме најгорлива некоја тема, така од прилика. Колку и на кој начин би се смениле работите, сега кажуваме некоја си wishful thinking, замисли утре сме веќе членки на ЕУ. Ќе донесе тоа, ќе бидеме приморани да подсмениме нешто на подобро или? Дефинитивно ќе бидеме морани да подсмениме нешто, ама во суштина ЕУ нема да ни наложи како треба да изгледа судски систем. Тоа е нешто кое што ние сами треба тоа е прашање кое што ние сами треба. А што може директно да интервенира? Па знаете како, тоа е малце како докторот кој ќе ви издаде рецепт. И сега кога ќе го видите рецептот, вие знаете дека сте нешто болни. Ама не можете да го прочитате рецептот и одите во аптека и им викате на правните експерти, ве молам помогнете ми. Како ова да го разработам за да биде пофер систем. За жал во вие 27 години имаме многу тестирање на судскиот систем, многу рецепти беа издадени, но ретко кој профункционира во целост. И што диагнозава ли е проблемот? Па не сум сигурен дека од диагнозата може да посетиме колку сакаме доктори, ама мислам дека диагнозата ќе биде тука некаде дека граѓаните не ги чувствуваат правата, не ја добиваат правдата која што ја добиваат. Сега прашањето е
кој е лекот за тоа, ама лекот ќе треба сами да го набавиме и да го пронајдеме. Значи сепак од нас зависи, ЕУ може да ти каже како што си каже да ти го припише рецептов, ама условно речено дали ќе се напиеш или не до тебе, а? До пациентот, да. Да, добро. Како е во Европска унија по прашање на фундаменталните правила во однос со кај нас тука, односно нас? Во суштина Европската унија фундаменталните права ги гледа како некоја обврска за земите членки, најосновни обврски кои што понатаму земите членки сопствено си ги разработуваат. Така што во секоја држава е различно регулирано, имаме само еден покрив кој што вика вака отприлика треба да изгледа, ова мора да го почитувате, ако не го почитувате, ќе има реперкусии по вашето членство, нема да може да гласате, нема да добивате фондови и така натаму и така натаму. Така што во секоја земја е мощно различно како се интерпретираат овие основни фундаментални права. Како што кажав, од пациентот зависи, од човекот зависи, од општеството зависи како ќе ги уреди тие права. Ама викаш има реперкусии. Можеш да споделиш нешто пример од пракса сега од тоа што нели знаеме, што читаме, големи проблеми некакви со овие права, а бога ми со други некои работи. Има Унгарија од аспект на тоа што ја укажуваат многу недостатоци, така? Да. И има пример државата некои реперкусии поради незиниот однос. Тоа е многу интересно да се анализира случајот на Унгарија. Европската унија континуирано пробува да се заканува со одредени реперкусии. Ама она што треба да го имаме на ум е правата да ги ставиме на една страна, значи ако Унгарија не ги почитува, има и политичка димензија. Односно другите земји членки ќе треба да се договорат дека ќе има реперкусии за Унгарија. Тоа консензуално мора да биде. Консензуално како што е и на пример одлуката за почнување на преговори. А во моментов како стои работата, не се баш ускладени? Не се, има земји кои што сметаат дека Унгарија може да прави она што мисли дека треба да го прави, а Европската унија не треба да се меша во националните прашања на земјите. Значи сепак овие фундаментални права пак како некоја торта се помешани со политиката, интересите. Значи нема бегање од политика. Нема бегање. Во све има политика, па дури во фундаментални права кои што начелно сите сакаме да ги почитуваме, но во пракса е малце различна слика. Да, добро. Значи по тој пример на Унгарија, да речеме што го имаме сега, можеме да кажеме за нас дека доколку влеземе во Европска унија, може би и нема да се променат кај нас работите и дека овие права кои што сега ги имаме, односно оваа нееднаквост ќе продолжи во иднина и дека веројатно и нема тоа многу да помогне за промена. Или дека не гарантира. Веројатно. Па видете, во животот ништо не е гарантирано. Ние може и во преговарачкиот процес да направиме добри чекори, да се покажеме како добри, како што беше и случајот со Унгарија, а после тоа да се смени некоја политичка ситуација и да имаме различен пристап кон правата на граѓаните. Така што Европската унија не е гарантор, но е одлична можност да се погледнеме во огледало и да прашаме што навистина сакаме и како да го постигнеме тоа. И во овој процес на трансформација на општеството треба да бидеме сите на иста страна и да речеме добро, ова е нешто кое што сметаме и мораме да го промениме за доброто на граѓаните, а не само заради нашето членство во Европската унија. Така, ама пак е значи таа свест, пак е тоа индивидуално сам пред себе како единка ти да сакаш да помогнеш општествено, почнувајќи од себе си, нели, за да тоа како на лош начин, нели, вирусов се прошири, нели, ама ова да прошириме добро на некој начин. Апсолутно. Значи пак зависи од власта која што владе во одредена држава. Добро, а што е она, например, има доста пракса во Европска унија, во некои од земјите на Европска унија, кој што се вика позитивна дискриминација. Кај нас почна тоа да се воведува во последниве години, сведоци сме на тоа, и има доста од луѓето кои што се бунат против тоа, бидејќи наеднаш маргинализираните групи добија повеќе права, дури повеќе од тоа што која ќе се стават намерење повеќе од оние кои што имале претходно. Што мислиш во однос на тоа? Дали е добра како стратегија? Имам се да го дообјасниме, знаеш. Да го објасниме што значи позитивна дискриминација и дали дава добар резултат. Да, и па еве да земеме пример за позитивна дискриминација. Во Македонија веројатно во менаџментот и во управните одбори на најголемите 100 фирми има, мислам дека ако не се лажам, 25% или 20% жени. Позитивна дискриминација, како што е по правило, например, спроведува Германија, каде што им наложува на компаниите дека мора да имаат најмалку 40%. Законски е тоа?
законски, кај што им наложува дека жените мора да бидат во управувачките тела. Зашто? Бидејќи во фирмите исто така работат жени, кои што исто така треба да имаат можноста да учествуваат во она што се вика градење на фирмата и да даваат идеи. Така што позитивната дискриминација е важна алатка, но не е трајна алатка. Не може за секогаш да имаме таа позитивна дискриминација. Она што суштински пробува да се направи со тој метод е во суштина да се направи некоја еднаквост, да се постигне еднаквост, каде што општеството ќе биде доволно трансформирано, што ќе може сам таквите одлуки и понатаму да ги прави. Така што во нашиот систем имаме доста случаеви на позитивна дискриминација. Лично мислам дека е многу важно, бидејќи тоа отпочна еден процес на покрај трансформацијата на општеството, но и прифаќање едни со други. Односно, оние кои што биле маргинализирани и оние кои што сметаат дека сега губат некакви права, а во суштина само се изеднаквува просторот за периодна толеранција, да речеме така. И ова исто може да го објасниме. Која е разликата помеѓу еднаквост и правичност? Така? Мислам, како ова се користи за да се донесат нови закони, нели? Тоа се вика equality и equity на англиски. Па во суштина кај нас имаме еден термин правична застапеност кој што се користи од 2001 година после Охридскиот рамковен договор, каде што според некаков систем на клуч се воведуваат ваквите позитивни мерки. Дали е тоа праведно во смисла дали сите така имаат еднакви шанси? Не, ама тоа значи дека одредена општествена група ја интегрираме назад во системот и им ги даваме можностите кои што можеби ги немале во изминатите години, системски гледано. Така. Но тоа не значи дека секогаш тоа е правилното или правичното нешто да се направи, бидејќи не е тоа еднаквост. Бидејќи ако вработуваме на пример само одредена структура на граѓани, етникум, тоа не е правично. Чисто за да го попуниме квотава, демек да си ја попуниме, сега мора да биде тоа. Па да, ама има еден друг суштински проблем, не е само за квотата, туку е многу поважно да се види да се реинтегрираат луѓето во системот кои што немаат доверба кон него бидејќи биле маргинализирани толку долго време. Така што политичките партии многу често тоа знаат да си го искористат за сопствени цели и како алатка и да вработуваат сопствени луѓе, но во суштина во праксата тоа е многу важен сегмент на пак да се добие доверба во државниот систем и да се има позиции кои што можеби во изминатите 27 години ги немале. Да, јасно не е нели злоупотреба да доаѓа од момент мораш да вработиш нели од одредена демографија, било албанци или што и да е, и ти окей ќе ги вработиш, па сега дали квалитативно ти е потребен таков кадар, можеби не, ама тоа е сега мораш, наложено ти е бидејќи си државна јавно претпријатие или и можеш да ги држиш процентите тука. Така. А што е, знаеш, спомнавме судство, спомнавме и еве овој дел јавна администрација, како гледаш на медиумите и нека не е да речеме и знаеш, да не испадне као Унгарија е само проблемот. Има полно низ Европска унија, а и другите земји проблеми на се по, да речем, и радикални некои струења, не само во политиката, пак ќе речем, и во медиумите се повеќе и повеќе гледаат бизнис во тоа газдите, па нели инклинираат, да речем, и по радикално, зашто тоа носи гледаност, тоа носи нели повеќе адвертајзери, бидејќи со самото тоа расте бројот на гледачи што гледа. Што мислиш за медиумите, знаеш, како и што може некако да направиме да се подготвиме за било што би доаѓало, да го исчекаме онака со по некако цврста основа? Па добро, правото на информирање е многу важно фундаментално право, бидејќи граѓаните на некој начин треба да бидат информирани. Сега кога го имаме слободниот пазар кој што можеби сме го немале во време на Југославија, е малце поразлична ситуацијата од она што можеби по старите генерации биле навикнати, каде што си имало еден канал, едни вести каде што се информираш. Тоа е вестникот. И надпреварот помеѓу медиумските куќи некогаш знае да биде здрав. Но во многу случаеви правото на информирање се злоупотребува да се лиферуваат некакви информации кои што можеби се штетни за општеството, за одредени интереси на други држави, на пример, или на други поединци кои што сакаат да промовираат нешто. Правото како такво мораме да го разбереме како и
себе рефлективно помеѓу кај новинарите. Бидејќи они се на крајот на денот оние кои што ги пренесуваат информации. Што ставаат подпис, што Да. се вика. Што би се рекло на англиски, треба да креираме resilient журнализам, каде што се свесни самите новинари дека одредени работи не може така да се направат и дека се против јавниот интерес. Сега, јавниот интерес е нешто што не е регулирано и тоа секоја држава веројатно само си го регулира. Но многу е важно да имаме новинари кои што се само свесни за она што се случува и каде работат и кои се позадинските работи кои што се случуваат и што им се дадени како задачи. И втората многу важна работа е правото на изразување. Односно секој човек има право на изразување и тоа е дел од фундаменталните права. И е многу важно да барем во нашиот случај каде што имаме едно минато кое што не е баш сјајно за затварање на новинари кои што напишале одреден текст, треба да бидеме многу предпазливи, да имаме механизми во системот кои што ќе го спречат тоа. Дали тоа е преку одредени закони, иако законите многу често не се почитуваат, или ние граѓаните да бидеме свесни дека не е во ред една држава или извршна власт или државна власт да затвара новинари за напишани текстови. Тоа ми беше фактички следното прашање во однос на законите. Знаеме дека имаме закон против дискриминација и закони кои што на некој начин ги штитат правата на луѓето, меѓутоа колку тоа се практикува и колку правниот систем се почитува и не е злоупотребен во таа насока. Мислам, го имаме тој случај со новинарите, нели? Као имаме слободно новинарство, многу често е купено новинарство, односно користено за индоктринирање на некакви ставови на луѓето и така натаму. Колку мислиш дека е таа комплексно, Не е толку комплексно. Едно е кога одредена власт, односно одредено политичко мнозинство има интерес и сака да направи општествена промена преку закон. Сега проблемот е ако тебе општеството ти го игнорира комплетно законот и не го разбира како да постапи по тоа. Џабе законот тој случај. Па не џабе законот, покажува добра волја на државата дека сака да направи нешто, дека се обидува да промени нешто. Во пракса треба многу повеќе работа со јавната администрација и со оние кои што треба да го спроведуваат. Бидејќи на крајот на денот нема да го спроведува премиерот, нема да го спроведува ни собранието, освен во случајот на комисија за дискриминација, каде што треба да има една посебна комисија која што е избрана од собранието, која што за жал не стигна да се изгласа. Но оние луѓе кои што директно работат со тие прашања. Дали е тоа Министерството за труд и социјална политика, каде што треба да има човек кој што знае како да постапи според законот, кој што исто така и учествувал веројатно во креирањето на истиот. Но тие се луѓето кои што треба да го трансформираат ова општество. Нема една влада да не трансформира. Какви треба да бидат тие луѓе? Во смисла на што обука треба да добијат, кои се параметрите лични, некои карактеристики што треба да ги имаат и со други зборови, дали мислиш дека во моментот каков е системот имаме такви луѓе доволно на број? Па сигурен сум на толкав број на луѓе кои што работат во јавниот сектор, сигурен сум дека има луѓе кои што си ја сакаат работата, кои што знаат што прават и кои што работат. Секад во секоја институција, мислам дека сите знаеме барем по неколку луѓе кои што навистина си ја сакаат работата, сакаат да направат нешто добро за граѓаните и да им служат на граѓаните на крајот на денот. Но ни треба многу повеќе такви. Тој ентузијазам за тоа дека ние им служиме на граѓаните е нешто кое што можеби се уште фали во нашиот систем, поради сигурно икс причини кои што наложува, дали партиско вработување, дали незадоволство, дали гледање дека некој напредува, разочарување од системот и слично. Така што ни требаат луѓе кои што си ја сакаат работата, ја сакаат сопствената земја, сакаат да им служат на граѓаните и на крајот на денот тие да бидат ценети за она што го прават, бидејќи Како да ги најдеме, знаеш, сега чисто се збориме нели другарски што се вика седнати на маса. Кој е тој механизам преку кој што треба да ги уловиме од морево, баш тие? Па не сме многу, така што нема многу риби во морето. Полесно ни е. Голем дел од рибите во морето се веќе во државната администрација. Прашањето е многу повеќе како да ги мотивираме
овие луѓе да си ја засакаат работата? Кои се работните услови кои што ги имаат они? Дали на пример во одредени министерства ги имаат доволно алатки за работа? Дали може да си го искористат паузата за да го направат она што сакаат да го направат во паузата? Така што има различни механизми кои што можат да го подобрат внатрешниот систем на работа и да дадат подобри услови на крајот на денот. Ноу-хау имаме ли? Па мислам дека имаме. Она што е интересно за нашата држава е што сме живееле во два комплетно различни система. Барем јас лично не, но моите родители и оние кои што сега се во администрацијата имаат искуство во два различни системи. Сега кога знаеме дека можеме подобро и дека треба да направиме подобро, многу едноставно да извагнеме и да кажеме добро, ова беше лошо во Југославија, сега ова е подобро во Република Северна Македонија и можеме да се фокусираме на слободите кои што ги уживаме сега. И кога ќе споредиме, да направиме уште подобро од што можеби било или било полошо, зависи кога го прашаш. Колку активизмот важен за човековите права? Што допринесува? Мислам, се присутноста константно да се бори за овие права, да ги дознаат луѓето кои права ги имаат, зошто е тоа важно? Па тоа е исклучително важно во системи како нашиот, каде што многу често не се почитуваат фундаменталните или темелни права. Да земе еден банален пример со јавен собир. Право на јавен собир, кој што е уставно гарантирано право во Република Северна Македонија и е фундаментално право кое што мора да се почитува. Кога одредени политички власти или одредено незадоволство на граѓаните се избива со јавен собир или протест, многу е важно тие да ги знаат сопствените права. Дека не може полицијата да им забрани да протестираат пред владата или дека не може да им забрани да протестираат пред собранието или пред било кој објект спрема кој што имаат незадоволство. Така што исклучително е важно да се имаат, знаете како темелните права многу често ги забораваме, пошто не многу често ги користиме. А и не се ни зборуваат многу. Пошто во најголема мера ги уживаме, особено ако си бел маж во Македонија, веројатно немаш некоја потреба многу често да ги осетиш. Ама многу е важно да граѓанството ги знае, бидејќи во одреден момент на некој од нашите 2 милиони граѓани ќе има потреба да ги знае. Без разлика дали сака да протестира пред влада или дали е тоа некаква дискриминација на родов основ, на етнички основ. Ама иако се фундаментални, не ги познаваме баш на некој задоволително ниво, или? Па не Мислам, зависи со што се споредуваме, окей. Зависи кои групи, веројатно. Зависи кои групи, веројатно. Ама според тебе, онака како стоиме, кај сме и кај би требало да бидеме, пример, како една модерна држава, членка на ЕУ или... Па јас мислам дека во голема мера оние кои што треба да ги знаат и да ги почитуваат, ги знаат. Сега прашањето е колку ги почитуваат и колку се залагаат за истите да бидат навистина имплементирани целост. А познавањето на граѓаните на овие права во суштина нема да ни укажат ништо повеќе, ништо помалку за нашата ситуација. Но она што треба ние да го имаме на ум како граѓани е дека ние како индивиду имаме права и како колективитет имаме права. И треба да ги почитуваме и да ги бараме нашите права, бидејќи во моментот кога ќе ни се прекршат нашите права или како индивиду или како група на граѓани, тогаш настанува чекајте да видиме што пишува, чекајте да видиме во уставот како е дефинирано, чекајте да видиме ова. Но е важно да ја имаме само свеста дека имаме права. Имаме права да бараме работи кои што ни се гарантирани со устави, со закони и со различни работи. Колку сме храбри искрено да ги бараме нашите права, особено тука во Македонија. Колку луѓе можат, ќе кажам еден пример, да направат чекор да ја тужат државата поради одредена дискриминација што е направена врз нив и да се надеваат дека ќе добијат народен правобранител што ќе ги брани објективно и правилно и дека на крај они ќе го добијат случајот. Еден ваков случај. Веројатно многу тешко. Ама тоа е некоја лоша навика на нашиот систем каде што различните делови од власта се некако спрегнати заедно.
каде што не така одамна слушавме како се нарачуваат пресуди, како се оркестрираат одредени работи во судница од луѓе кои што се во извршна власт, односно во владата, така што веројатно многу тешко и веројатно многу скапо ќе помине. И тоа е веројатно еден од најголемите проблеми кога зборуваме за пристапот до права. Бидејќи не е ефтино во нашата држава да се тужите ни па со сопствениот работодавач, а камоли со држава. Знам многу примери такви каде што да речеме дури бизниси свесно не ни влагаат во бизнис од државата од страв дека нема да им платат и дека си вика, а што да не ќе тужам државата, знаеш, тоа е тоа. Демек како ти луци, не е дека немаме, но во суштина не е дека немаме случаи позитивни случаи постојат, значи постојат, има луѓе кои што ја достигнале ама во колективнава свест. Ама навистина е тешко, знаете, особено кај економски оператори кога ќе размислите, вие екстра пари веројатно ќе изгубите за да се тужите со државата, која што веројатно ќе го одолговлекува процесот, тоа ќе ве кошта уште повеќе финансиски средства. И така натаму и влегувате во еден круг на 5 години веројатно, каде што нема да стигнете до спремен? Дали сте прво спремен, второ економски гледано дали ти се исплати. Пошто прашањето е дали ќе стигнеш до правдата. Така. Меѓутоа, ако си доволно упорен, веројатно може да се стигне до Европски суд за човекови права и веројатно таму да се средат работите подобро и пообјективно. Кои се тие станци? Знаеш, у кој момент преоѓаш од локалниот некој си систем? Па треба да поминат сите инстанции Добро, во мора, нашето така? домашно судство, пред Добро. да се оди во Судот за човекови права во Страсбург. И таму не сме најсени, многу пати граѓаните таму конечно стигаат до својата правда. Но поминуваат години каде што ја чувствуваат неправдата на нашиот судски систем долги години за да стигнат до тој чекор да ги добијат своите права. Во суштина, мислам дека нашите граѓани се упорни, но она што е и навистина сакаат да ги добијат своите права, но она што секогаш фали е довербата во судството. На сите анкети кои што можеме да ги видиме и кои што ни се презентирани, судството убедливо најниско е вреднувана како институција со доверба. И тоа укажува дека луѓето не се чувствуваат слободни да пристапат кон таа институција или кон тие правни лекови. Што навистина е за жалење, бидејќи судот е оној кој што треба да ги поправи грешките во општеството. Без разлика дали е тоа државата, дали е тоа Жаре кој што мене ми направил нешто или слично. Извини за тоа иначе. Safety не значи мора да имаш ти да се осеќаш. Уствари јас тоа многу пати сум го зборел дека за мене, знаеш, американскиот сон што го викаат не е толку капиталистички сон на пари нешто и богатство, туку поише верување во фер општество дека ако доволно добро работам, ќе успеам и ќе ми се награди тоа. И за тоа е од поише аспекти. Знаеш, овде имам чувство дека ние не веруваме уопште во фер општество. Ние многу посме инклинирани во верување дека со кривинашење и со врски се успева, отколку со работа и труд. Што далеку е дека е така во пракса секогаш. Ја дури сите што ги познавам што се успешни луѓе, многу мал број ете, не се такви, ама поголемиот дел, vast majority, онака се луѓе кои што човече си се испотиле за тоа што го имаат и дошле до тоа. Знаеш, ама како да работиме на ова, знаеш, поише луѓе да го дознаат тоа. И па првиот чекор е веројатно фер судство, бидејќи ако јас отпочнам фирма и сум многу успешен, нема никој да ми дојде со сега е мој бизнисот. Туку ќе имам пристап до правдата и тоа нема да ме кошта све она што имам заработено и нема да трае 10 години во одредени случаи. Така што почетокот на едно фер општество е кога имаме фер судство. Кога судот може да процени и да работи онака како што треба, според законите, и да не се одолговлекуваат работите кои што можеби биле штетни за државата во однос на финансиска смисла ако направиле некаква грешка. Но фер општество се гради и со самосвест. Значи првото е судството, системскиот дел, но и кај граѓаните треба да профункционира. Бидејќи многу едноставно, многу често имаме ние една заблуда дека луѓето користат врски затоа што многу сакаат да користат врски. Многу голем дел од луѓето веројатно не се ни толерираат еден со друг, ниту па се сакаат, но тоа ја завршува работата.
кога врските ја завршуваат работата наместо системот, ќе имаме едно корумпирано општество кое што ќе се базира на личните односи, наместо да се базира на фер системските односи кои што ги воспоставуваме. А инаку генерално стоиме добро законски на хартија На хартија со овие работи, да. добро стоиме. Но прашањето е имплементацијата, како се имплементира, Да. кој имплементира и каков е видикот. Пример, бидејќи знам дека се општо случајиве што одат до меѓународен суд, некој е добро спремен, има правно издржан, некој не, но имаш некоја евиденција во глобалната пита, онака на сите случаи што одат, колку посто се во пресудени во корист на тужител? За жал ја немам таа Не, статистика. од прилика нешто, знае? Знам дека има околу во вие 20 и неколку години има околу 250 случаеви вкупно. Пресудени. Кои што или се во постапка, многу се пред судот. Но не сум сигурен за статистиката. Она што барем го гледам во јавност е дека многу повеќе тужителите ја добиваат тужбата од она што можам да го проценам на тој начин. И она што медиумите го пренесуваат е дека луѓето кои што ја тужат државата многу почесто ги добиваат. Ама се случува и обратно веројатно, така. Сигурно. Само веројатно тие не ни стигаат до толку медиумско Веројатно, exposure, бидејќи не е некоја вест Да. Државата доби не мора да плати 10.000 евра Супер. на XY, да. Тоа не се некои вести кои што не продава. се у топ 10, да, не се у продаваните. Точно. А кај си, еве твое онака чисто мислење, кај си прошетал негде кај што онака си бил баш позитивно изненаден колку добро им се средени правата, ама сакам со некој примерче од прилика да ми кажеш, знаеш, секојаш е најубаво така. Па не знам, година дена живеев во Берлин и мене ми беше навистина фасцинантно како различно функционира системот кај нив отколку кај нас. Веројатно пристапот до правда е еднакво скап како и во нашата држава, ама таму па финансиската мокност на граѓаните е многу поголема. Но нешто интересно е како судството, полицијата пристапува кон граѓаните со каков респект, дури да направиле некаков прекршок, и како се санкционираат оние класични случаеви на расизам, на дискриминација по основ на род или етницитет, и како државата, односно системот се справува со такви прекршувања на основните човекови права. Па така има еден многу интересен пример, дури има една политичка партија која што се пробува да исклучи член долги години, бидејќи отворено заговара против мигранти и слично. Се работи за Социјалдемократската партија на Германија, но не успева внатрешно да се справи со тој проблем. Бидејќи е многу тешко, иако Социјалдемократската партија постои од 1890, што се вика, внатрешните процедури во тој систем се толку стврднати, што е исклучително тешко да го исклучат како член на политичка партија. Но од друга страна, секој граѓанин кој што се чувствува навреден од она што може да го напише тој член на политичка партија кој што пишуваше книги, може да стигне до правдата многу брзо. Системот е заштитен. Што е со свеста на луѓето, например, во Берлин? Па свеста на луѓето веројатно е на многу повисоко ниво од кај нас, со тоа што во Берлин е малку специфична ситуација, бидејќи има огромна омраза према системот. Дел поради тоа што голем дел од тие луѓе живееле во источна Германија, кој што било на класичен репресивен систем. А други луѓе кои што дошле во Берлин, во западен Берлин, кои што ја барале апсолутната слобода, и сега кога имате еден таков систем, има една голема доза на саморегулација кај граѓаните кои што сакаат да бидат прифатени и отворени према правата и да ги почитуваат правата на другите луѓе. Малтене анархија. Па јас не би... Или целна. Ја не би го нарекол тоа анархија, бидејќи си има многу важни правила интерно, дека нема да се вреѓаме еден со друг по основ на етницитет, нема да се вреѓаме едни со други поради одредени човечки карактеристики и слично, така што тоа е некоја многу добро организирана внатрешна комуна која што се едноставно се прифаќа со луѓето. Веројатно многу слепо следење прописи, онака, значи нема пропис, тоа така е пропишано, така е вели законот и така ќе правиме, или? Па во други делови на Германија веројатно би било така, во Берлин е малце различно. Прописите се прописи, додека
не те фатат, веројатно е таква ситуацијата, но луѓето едноставно се чувствуваат доволно слободни да се само контролираат во одредени мери. На сите ни е јасно дека не е убаво да вреѓаме некого во јавен транспорт, не е убаво да игнорираме некого или да маргинализираме некого. А дали може би тоа се должи дека на тоа што Берлин е ултра интернационален град и дека веројатно има луѓе од секакви профили од сите држави и дека луѓето развиле одредена толеранција на едни спрема други бидејќи секој ден се среќаваат да работат со нив. Кај нас и гледаат дека нема ништо страшно во тоа. Да, нема ништо страшно во тоа. Веројатно, барем моето мислење е така. Што мислиш во однос на тоа? Па добро, веројатно тоа помага. Кога имаш котел со секакви култури кои што можеш да ги замислиш во едноставени, кои што живеат заедно во град кој што е поголем и од Македонија за 1 милион жители. Веројатно тоа помага. Но мислам дека исто така е важно тоа што системот ги санкционира оние кои што излегуваат од нормата, од почитувањето на правата. Во моментот кога некој вреѓа некого на расизам, кога не му ги дава истите можности, тогаш системот многу брзо може да реагира и да има правна сигурност некаква. Од друга страна пак кај нас ние цел живот сме мултиетничка држава, а некако живееме едни покрај други. Така што и ние сме пример на нешто што се вика имаме многу различни култури, ама некако одлучуваме да живееме едни покрај други, иако лично не сум сигурен дека тоа е најпаметната одлука, бидејќи треба да го цениме она што го имаме, бидејќи сме навистина богата држава со култура, со најразлични етницитети кои што ги имаме и треба да го цениме тоа. Различност е убава. Дури да го искористиме. И да работиме на инклузија. И на инклузија, дефинитивно. Треба да имаме на ум дека многу често системот не бил фер спрема одредени луѓе. И тоа треба да ни биде јасно на сите. Токму затоа имаме позитивна дискриминација, токму затоа се обидуваме да направиме еден систем каде што сите ќе може да веруваме во него. Сега прашањето е како ни оди, веројатно споро, ама е сепак подобро од директно дискриминирање на што знам одредени јазици кои што не смеле да бидат користени во собранието, одредени јазици кои што не можеле да се учат како мајчин во нашата држава. Така што имаме ние напредок. Прашањето е дали ќе смогнеме сила и да кажеме да, навистина сакаме да учиме едни од други. Да, сакаме да бидеме заедно во оваа држава која што до пред малку се викала Република Македонија, сега Република Северна Македонија, ама да градиме заедништво во она што сакаме да го постигнеме како општество. Бидејќи фрагментирање на општеството многу често доведува на тоа политичарите да си поигруваат со чувствата на и да го користат тоа, нели? Нормално. Да имам за политички поени. И ја уште едно прашање само сакам да те прашам. Според тебе, знам дека треба да карикираме малку и неблагодарно е да кажеш ама некоја си стратегија која може да доведе до резултати. Знаеш, пример, често пати ќе речат луѓе ете во Словенија е толку чисто или кај да е, зашто казните се големи, па оди фрли ти да те видам демек книже на улица, веднаш ќе те казнат. Овде ние многу мислам дека како општество многу слободно се користиме со и дискриминација и се, пошто сега што некој ден ќе ме казни, нешто така мислиш дека можеби патот е кон патот води преку цврсто решавање дека да ќе почнеме да санкционираме работи. Па тоа би бил добар почеток. Би бил, тоа сакам да кажам, чисто мислење лично, не лично мислење мора, бидејќи тоа е единствениот начин да се промени начинот на кој што функционираме. Ако имаме закон кој што вели дека говор на омраза на интернет е казниво дело, тогаш апсолутно тоа треба да го спроведеме. Бидејќи ние како општество и нашите представници во собранието кажале, луѓе ова не може да иде така. Не може да пише секој кој што сака и да вреѓа кој што сака дали тоа е во медиумскиот простор или во интернет или на Facebook статус. Или на Facebook статус или на твит. Така што мислам дека е многу важен тој почеток и гледаме некои подобрувања во однос на тоа каде што говорот на омраза се санкционира на социјалните медиуми особено. Во медиумите тоа нагло го снема некако говорот на омраза. Одредени ток-шоа кои што беа познати по тоа како сите ни се криви, како сите треба да ги дискриминираме, беа повлечени од јавниот етер. Така што
има начини, Да, треба да се почне. Знаеш кај е границата, да речеме, има пример никој не ти забрано на YouTube да си седеш и да си збориш. Така? Мислам, тука Искрено не би го правил тоа. добро. Не, ако сакам да врекам некого би пробал да избегнам. Би пробал да избегнам да има видеозапис од тоа, бидејќи е многу лесно после со видеозаписот како доказ и да кажеш па да, еве си буквално на камера ти си тој што збори или таа што збори. На Значи не е тоа прибежиште. На социјални медии Деме као не сум малце... више на телевизија, одам ваму, па сега таму ќе зборам. Па да, ама знаеш како, даваш поише само докази за У случај на отварање случај на против тоа. постапка, да. На социјалните медиуми е малце поразлично, бидејќи секогаш можеш да кажеш, ама тоа не е мој профил, па сега не сум јас тоа. Има некои сиви зони. Но она што треба да го имаме на ум е дека казнувањето на излегувањето од нормите мора да го има. Така. Долги години тоа го игнориравме и затоа сме во некоја ситуација, во лимбо ситуација каде што се обидуваме да направиме нешто, а системот полека пробува да пофати она што сакаме навистина да се случи. А што мислиш во однос на политичка коректност, бидејќи е тесно врзано со права, бидејќи има доста луѓе кои што викаат сега треба да внимавам на се да зборам, кого ќе навредам, дали некого ќе навредам. Што мислиш по прашање на тоа? Дали има некоја строга граница? Бидејќи ние јазикот исто сме го на некој начин промениле, трансформирале за да не ги навредуваме одредените групи кои што претходно биле маргинализирани. Меѓутоа некои луѓе се бунат против тоа, не им е природно. Што мислите така? Во 21 век со отварање на целиот интернет простор многу често се отвара оваа политичка коректност како тема и зашто се користи. Еве сега нема да бидам политички коректен, нешто ќе кажам, ама управо и слично. Мислам дека е многу важно да имаме на ум дека говорењето како такво не треба да нанесува штета на други луѓе и не треба да генерализира дека одредена група нешто направила и цела група да биде крива за тоа. Така што не мислам дека тука е проблемот во политичката коректност како таква, бидејќи е важно да држиме некои услови со кои што се обраќаме едни со други. Можеби во нормалниот живот не сакаме да ги почитуваме, тоа е сосема во ред. Но кога зборуваме во јавност и кога пренесуваме пораки во кои што веруваме и во кои што сакаме да ги направиме, многу треба да бидеме деликатни во тоа како го правиме. Одличен пример е тоа Америка кој што веројатно ја вреѓа пола земјина топка. И тоа во Америка веројатно е сосема окей нарушување на политичка коректност, ама граѓаните тоа не го разбираат. Па добро, и ние вреѓаме. Но прашањето е како тоа да го трансформираме. Не треба да се вреѓаме едни со други, треба да живееме заедно, треба да бидеме отворени кон различностите и да разбереме дека одредени луѓе ги немале истите права кои што ние сме ги уживале. Вело уживале бидејќи на крајот на денот многу често луѓето не знаат какви права имаат и едноставно се живеат со животот и никош не им затребале, а од друга страна голем број на граѓани некој има скроз друга реалност. Да. Паралелно. Супер. Уште нешто или јас сум тоа? Мене беше супер многу. Нема гале, фала ви на вас. Многу супер разговарувавме. Се надевам дека повторно ќе имаме секако некоја друга прилика. Да, Жаре. го чувме, значи Блажен Малески и вие пуштате си друга епизода од Виткаст. Сакате на Виткаст МК или негде по YouTube или кај да е. Имаме уште други 9. Да, се гледаме за минута. Ето таму. Кликај.